Почитуван подпредседател, почитувани колеги, веќе еве трет ден расправаме за првата точка од дневниот ред и за мене, најблаго кажано, овие денови се срам за македонската демократија и македонското собрание. Партијата која што одеше по улиците, викаше нема правда, нема мир, се бореше за демократија, слобода, па имавме премиер бивши кој што додека беше во опозиција, бараше јавниот обвинител да го гласа, да го носи опозицијата, стана ја власт сега, ништо од тоа не важи. Овде, за граѓаните, имаме одлука денес на дневен ред, прва точка на дневниот ред, одлука за разрешување на член на Комисија за прашање на изборите и именувањето на Собранието на Република Македонија, на која се подпишани 11 пратеници. Значи, 11 пратеници сакаат да разрешат пратеник, еднаков на нив, од комисија која што е функционална, која што всушност и тие го избрале. Значи, Комисијата за избор и именување може да работи во секое време. И сега да се свика, таа е функционална. И да биде иронијата уште поголема, на ова одлука е потпишан прв председателот на Собранието Талат Џафери. Тој е истиот човек кој што само пред неколку денови на јавен медиум пред цела македонска јавност кажа дека не може да стави одлука на пленарна седница доколку не е помината на комисија. Ова одлука, почитувани граѓани, не е помината на комисија. Туку си смислиле членови од Деловник, од Устав, си се повикале на несоодветни членови и директ прва точка на пленарната седница. На истото интервју прашано новинарката дали може нешто полуделовнички да се сработи, председателот одговара не може полуделовнички. Па ова овде денес не е ни полуделовнички, ни четвртина деловнички, ни осмина, туку е спротивно на деловникот на работа на Собранието на Република Македонија. И уште се прашува како ќе го потпише таквото решение. Сега и ние се прашуваме како Џафери ќе го потпише ваквото решение кое што е спротивно на деловникот за работа, човекот кој што прв треба да го почитува деловникот за работа. Ама за вас, почитувани колеги, не важи ни Устав, го отварате кога ќе ви текне, по желба на било кој, 100 души, 200 да се отвори, нема проблем, ќе го отвориме. Законите кои што вие сте ги носеле, за вас не важат. Законот за енергетика, донесен 2018 или 2019, таксативно наведени условите кои што треба да ги исполнуваат членовите во регулаторна комисија. Вие овде имате предлог кој што е во постапка на член на регулаторна кој што не ги исполнува условите, кои што вие сте ги донеле во Законот за енергетика. А за деловникот веќе да не зборуваме. Си го толкувате како ќе ви текне. Јас имав еднаш предлог за дополнување на дневниот ред, одма се наоѓа член, не може да се стави на гласање. Кога ќе се работи за нешто друго, вие ќе си смислите и ќе го ставите на дневен ред без да помине на комисија. Сега малку за јавноста. На закажаната пленарна седница, која што беше закажана за 1.3 во вторник, 4 минути пред почетокот на седницата беше ставена оваа точка. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата предложи барем да биде подолу на дневниот ред, меѓутоа власта тоа не го дозволи, бидејќи важноста на оваа точка е огромна. А ја видовме која е суштината. Во вторникот, 4 минути пред пленарна, ставена оваа точка прва на дневен ред, во исто време закажана седница на Уставниот суд со точка каде што по 5 години ваѓаат од фиока материјали, ќе одредуваат уставност на избор на председател на собрание пред 5 години што се случило. Многу чудно и многу неверојатно баш тие две работи да се поклопат во еден ден.
Исто така поднесовме над 400 амандмани, меѓутоа до ден денес не знаеме што се случи со амандманите. Председателот на собрание неколку пати беше повикан, но не сакаше да каже што се случи со амандманите кои што ги поднесовме на оваа одлука. Ова е еден преседан кој до сега не се случил никогаш во собранието на Република Македонија и јас мислам дека е преседан кој што најмногу вас може да ви се удри од глава, зашто вас ве дисциплинираат. Да не мислите со собствената глава, да не се почитува член 62 од Уставот, каде што секој пратеник е представник на граѓаните и треба да гласа по сопствено убедување, туку да бидете со испрани мозоци и да гласате точно тоа што се бара од вас. Сега, зошто е ова толку важно? Ова е толку важно, почитувани граѓани, бидејќи во оваа комисија каде што се трга пратеникот Фадил Зендели, треба да се стави послушник кој што ќе ги аминува сите кадрови решенија кои што ќе доаѓаат од кујната на Бихачка и од кујната на Дуи. Тоа значи дека заменици народни правобранители, уставни судии, членови на регулаторна комисија, разни тела мора да се аминуваат на оваа комисија и да стигнат на пленарна седница. Ултимативна цел, и тоа многу брзо ќе го видиме. Вие може овде да спорите, да кажувате се и се што. Ултимативна цел на оваа одлука денес е да се донесат нови уставни судии. Иако не треба да бидат партиски, треба да бидат професионални, јавноста многу брзо ќе се увери дека кадровите решенија кои што вие ќе ги понудите ќе бидат баш спротивното од она што се бара. Треба да бидат послушници, да чуваат материјали во фиока ако треба неколку години, да ваѓаат материјали да решаваат уставност вас која ќе ви потреба. Тоа е основната цел зошто ова се прави денес на ваков неуставен начин. Исто така на утврдувањето на дневниот ред предложивме и неколку точки кои што беа од важност за граѓаните. Меѓутоа, почитувани граѓани, нова власт не им се важни ниту пензионерите, ниту наставниците, нити земјоделците, нити како да се реши енергетската криза, се решава со искумпување на народни пари и одат Бог знае каде, нити како да се справат со топлинската криза, нити ги интересираат државните резерви на пченица и пченка. Вчера изјавуваа дека се е во ред, денес гледаме дека не е во ред. Нити дека се покачува бензинот и нафтата секој понеделник, нити за цените кои што постојано се покачуваат. Ништо не им е важно и свето. Важно е само како да го разрешат пратеникот, за да можат да си ставаат своји кадри кои што после ќе ги манипулираат во иднина во сите можни институции. Ви благодарам.